Ке бидам и јас кратка во интерес на времето, затоа што дел и од поентите кои сакав да ги кажам ке беа претходно кажани. Јас би сакала само да истакнам што не беше нешто претходно спомнато, за да има некоја додадена вредност ова и дискусија и за конечно да се надмине состојбата во однос на борбата против семејното насилство. Она што сите го кажа претходно е дека има релативно добра законска регулатива, но дека отсуствува имплементацијата. Тоа мислам дека го говорат и фактите, односно едни од податоците кажуваат дека од 2021 до 2023 година за 176% е зголемено насилството врз жените и девојките и семејното насилство. Иако може би е точно дека дел е од овие бројки се она сива зона, кај што имаме жени кои се жртви на семејно насилство, кои се охрабруваат да го пријават, сепак од моментот од пријавувањето до санкционирање на сторителот има една огромна празнина. И она каде што според мене најмногу се потфрла е всушност казнивоста и санкционираноста на сторителите. Јас сметам дека веќе жените доволно се охрабруваат да ги пријават сторителите, но тука потфрлат институциите и затоа јас често говорам дека не треба да се подигне свеста кај жените, туку треба да се подигне свеста на институциите и квалитетот на нивното работење. Особено јас ќе потсетам и на еден случај, беше актуелен минатата година, каде што еклатантно се гледа колку кај нас е трул правосудниот систем и колку чини животот на една жена во ова општество. Имено се работи за случај во Куманово, каде што беа жртви една жена и нејзината мајка, иначе со години малтретирани од страна на нејзиниот партнер. Трагичното е што сторителот на ова дело претходно имал дури 5 кривични пријави и само 2 условни пресуди, што кажува дека правосудниот систем целосно потврлил. Дури поскандалозно во овој случај, затоа што јас навистина го истражував овој случај кој ме фрапира мене, фрапира јавноста и жал ми е што не се обзна кој бил судијата, што на сторител кој веќе има условна казна, при повторно вршење на истото дело, повторно му се изрекува условна казна. За накрај тоа да заврши со еден трагичен епилог на 2 изгубени животи. Накратко сакав да се отфрнам на некои забелешки кои ги нотираат извештаите на Гревио и Народниот правобранител. Ке бидам навистина кратка затоа што и стварно голем дел тука се спомна. Во самите извештаи се нотираат дека повиците за семејно насилство не се приоритетни, ниту пак специализирани истражители се испраќаат веднаш на местото на настанот. Во извештајот се нотира дека рокот во кој полициските станици ги известуваат центрите за социјална заштита по добиена пријава за семејно насилство може да биде подолг и од една недела, што представува прилично долг период за ваков вид на насилство. Понатака исто овој извештај нотира дека и се уште жртвите на насилство се соочуваат со бројни предизвици при пријавувањето, бидејќи некои поединечни службеници го минимизираат насилството и барат оправдување или во однесувањето на жртвата или во однесувањето на сторителот, што укажува дека ние се уште на првата линија на пријавување немаме соодветна екипираност на инспектори за работа со жртви на семејно насилство и тоа беше претходно и тука нотирано. Понатак извештајот нотира и дека во Република Македонија има недостаток на расположливи капацитети за сместување во шелтер центри. Јас последниот податок кој го најдов е дека има само 11 шелтри за згрижување на жртви на семејно насилство. Претпоставувам овие се они кои се под Министерството за социјала и дури дели од овие 11 шелтри се уште не се функционални, како што е случајот со шелтерот во Свети Николе, кој една година не е во функција, кој не може да згрижува жртви на семејно насилство и дури одредени невладини барат тие да го преземат со работа тој шелтер, затоа што државата целосно го има заборавено. Понатака во извештајот се нотира дека и жртвите не се системски информирани
за нивните права и можности да бараат правна помош. Односно, бројот на жртви на семејно насилство на кои им се обезбедува бесплатна правна помош е низок, а што ова е особено изразено кај жените кои живеат во руралните области. Односно, во голем број се уште не се доволно информирани жените дека нив им следува бесплатна правна помош преку Министерството за правда, а како потврда за ова е фактот дека во буџетот за правна помош во 2021 година биле планирани скромни 5 милиони денари, што е околу 81.000 евра, но само 28.000 евра во целата година биле потрошени за бесплатна правна помош на жртви на семејно насилство, што не е ни третина од предвидениот буџет. Понатака, извештајот исто така нотира дека голем дел од жртвите биле и принудени да плаќаат за медицински услуги за повреди предизвикани од семејно насилство, односно одредени јавни здравствени установи приватно наплачали за извршена медицинска услуга на жртва на семејно насилство, други здравствени установи наплачале за извршената медицинска услуга како на секое друго осигурано лице, односно не била почитувана обврската дека жртвите на семејно насилство се ослободени од плаќање на трошоци при здравствен преглед. Јас тука би нотирала дека можеби самите национални телевизии треба да имаат поголем удел во информирањето, во преземање на едни вакви кампањи за информирање на жртвите, кои се механизмите со кои може да се заштитат против нивниот партнер, затоа што се работи за едно дело каде жртвата е во еден емотивен, во еден сензитивен, во еден приватен однос, и затоа мора државата максимално да создаде чувство кај овие жртви дека има директна заштита од институциите. И за крај ќе спомнам само казнената политика со која го почнав говорот. Податоците кажуваат дека сторителите на овие дело скоро и да не се казнуваат или се казнуваат во само 15% од случаите, а само во 3% од случаите била изречена казна затвор. Мене ми е драго што претходно представничко од МВР го спомна членот од Кривичниот законник, тој е членот 130, затоа што овој член 130 во најголем дел се работи за телесна повреда и меѓу другото при семејно насилство, е во директна контрадикција со законот кој беше донесен, односно со законот за спречување на семејно насилство. Односно, иако во законот за спречување на семејно насилство се предвидува дека семејното насилство, телесната повреда која е направена при семејно насилство треба да се гони по службена должност, се уште во нашиот кривичен законник стои дека ова дело, телесна повреда направена при семејно насилство, се гони по предлог на жртвата. И претходно тоа го нотираја дека во најголем дел од случаите жените сами го повлекуваат предлогот, а актуелниот кривичен закон предвидува дека после повлекувањето на предлогот за гонење, веќе еднаш повлечениот предлог не може повторно да се отвори постапка или да се продолжи истата. Токму поради тоа, ние во Левица го разгледувавме овој член, иако во новиот предлог за кривичен закон, кој е во работна верзија и кој, како што разбрав, треба да се донесе до 2025 година, се предвидува овој член да се измени и конечно телесна повреда при семејно насилство да се гони по службена должност. Јас сметам дека уште една година да се чека за да се направи ова измена е предолго време, затоа што секое пролонгирање на ваквото законско решение значи потенцијални нови жртви на семејно насилство, и токму поради тоа пратеничката група на Левица уште ова недела ќе поднесе измена на членот 130 со кој ќе бара конечно телесна повреда да се гони по службена должност, и наискрено се надевам дека и владеачкото мнозинство ќе го прифати овој предлог закон на Левица. Ви благодарам.